За премиерот Зоран Заев би било идеално доколку идниот председател биде татко на нацијата, прифатлив за сите. Во одговор на новинарско прашање тој вели дека посакува да се избере консензуален кандидат за предстојните председателски избори. Дуе еден коалиционен партнер, ние имаме повеќе коалициони партнери, но за нас се најзначајни граѓаните. Така да во сите овие разговори верувам дека ќе изнедреме сила, навистина да избереме кандидат со кој што ќе биде чест да застанеме позади него и да го промовираме како иден председател на Република Македонија. Јас верувам дека има капацитет оваа коалиција која што добила чест да го води парламентарното мнозинство и извршната власт да победи на изборите, но секако тоа не е еднаш за секогаш дадено право. Председателските избори се избори на личности. Вистинскиот лик навистина ќе биде пресуден, веројатно и при одлуката на граѓаните. Тоа го знаеме и согласно тоа ќе се водиме во одлуките. За сега во фокусот на владеачката СДСМ се уставните измени и обезбедување на потребното мнозинство. Министерот за внатрешни работи и потпредседател на партијата Оливер Спасовски во разговор за еден ТВ ниту потврди ниту демантираше таква амбиција, но вели процесот за избор на председателски кандидат во партијата се уште не е започнат. Кај нас има предвидено детална процедура во статутот како се избира кандидатот за председател на државата, значи се тргнува од најниското ниво, од местните одбори на Социјалдемократскиот сојуз, општинските организации, централниот одбор и така натаму, и на крајот ќе дојдеме до кандидатот. Од друга страна, ВМРО ДПМН денеска отвори повик преку кој партијата бара кандидати за председателските избори во април. Портпаролот Димчо Арсовски ги повика членовите кои ги исполнуваат критериумите преку писмо да изјават интерес. Конечниот кандидат се избира на партиска конвенција со гласови на 550 делегати. Денес објавуваме јавен повик за пријавување на кандидатура до конвенцијата на ВМРО ДПМН за избор на кандидат за председател на Република Македонија за председателските избори 2019 година. Сите оние кандидати кои ги исполнуваат законските предвидени обврски услови за кандидирање за кандидат за председател на Република Македонија и кои се согласуваат и ги поддржуваат политиките на ВМРО ДПМН и сметаат дека се потенцијален кандидат, треба да поднесат индивидуално писмо за изјавување на интерес за кандидирање на конвенцијата на ВМРО ДПМН за избор на кандидат за председател на Република Македонија. Најдоцна до 31. јануари 2019 година до 18 часот во просториите на централното седиште на ВМРО ДПМН. Неофицијално пак зад кулисите партијата го опипува пулсот преку неделни анкети. Во играта како што објавуваа дел од медиумите се споменуваат имињата на професорите Саво Климовски, Тања Каракамишева, Гордана Силјановска и Трајко Славевски, но и поранешниот министер за финансии Зоран Ставревски, а се типува и со името на пратеникот Антонио Милошовски. А токму од согласноста на ВМРО ДПМН според аналитичарите зависи дали на председателските избори ќе се избере консензуален кандидат за председател. Ако Али Ахмети и Зоран Заев се договорат како најмоćни политички партии, но таму да не забораваме уште 2-3 албански партии кои исто така ќе бидат прашани, и ако и тие се договорат, сега останува само ВМРО ДПМН да даде некаква начална согласност. И тоа не би било така лошо. Прилично механички приоѓаме кон сложени процеси во кои балансот за силите мора да се само да поентирам. Затоа што никој не е сигурен. Верувам и во ВМРО ДПМН сите анализи нивни покажуваат, некој од Сетрајановски според некои внатрешни анкети имал, ВМРО ДПМН ќе ги изгуби овие избори. Нема многу време за да може да гради нов залег. Во меѓувреме се погласни се шпекулациите дека чекор пред сите е претеникот Владко Ѓорчев со активна приватна кампања. Тој не ги коментира ваквите информации, ако коинцидираат со неговите активности на терен. Токму Ѓорчев беше начело на партиската делегација која се поклони пред гробот на Киро Глигоров, иако ВМРО ДПМН во минатото немаше позитивен став кон првиот председател на Македонија. Кон крајот на годината тој имаше и неколку средби со граѓани и поддржувачи од албанска етничка припадност, иако токму ВМРО ДПМН се уште жестоко го опонира законот за јазиците, поради што во неколку наврати беше обвинета за албанофобија.